Здраво! Јас сум Дамјана и добре дојдовте во мојот дом. Денеска ќе ви ја читам книгата Седумте желби, мојата втора книга за деца. Се надевам дека ќе ви се допадне. Еден обичен ден. Како би можела јас да го менам светот? Да би можела да имам мок, би го променила. Мислеше Јасмин лежејќи во својот кревет. Би си ги исполнила сите желби. Или пак една добра самовила да слези од најсјајната звезда од небото во мојава соба и да ми ги исполни. Би променила се. Така размислуваше Јасмин секогаш кога ќе легнеше да се одмори. Таа сакаше да го смени светот, за во него да нема војни. Само мир, сите да се здрави и живи, нахранети, а не болни, голи и боси. Сите да се сакаат. Таа мислеше и за својот живот како да го промени, како во училиштето, така и дома. Таа висока и вита девојка со сини очи како ширното небо живееше со мајка и Вања, татко и Војдан и брат и Марко. Мајка и татко и беа многу добри луѓе, секогаш чесни и подготвени да му помогнат на секого. Јасмин ги имаше тие добри особини кон нив, а беше и мудра и паметна. Инаку мајка и татко и често имаа проблеми на работа, но тие тоа го криеа, бидејќи не сакаа нивните деца да се чувствуваат лошо. Вања како продавачка на цвеќиња, а Војдан како книжар, никогаш не добиваа доволно пари. Но тоа не ги запираше да бидат среќно семејство. Не, воопшто. Сите се сакаа и помагаа меѓусебно. Марко кој ќе се вратеше од училиште и помагаше на мајка си со продавањето цвеќа, а Јасмин помагаше на татка си во продавањето книги. Но така лежејќи, Јасмин не осети како заспала. Не слушна ни како Марко влезе во незината соба. Но кога виде Марко дека таа спие, седна на креветот, ја фати за раката и нежно ѝ рече: "Ајде, спанке, станувај, ручекот е готов." Таа го слушна и замислено стана. Еве станувам." Се уште мислеше за своите желби. "Ајде, Кирко, ти го направив твоето омилено јадење, гулаш," рече мајка ѝ. "А ти, Војдане, ајде станувај, доста читаш политика." "Добро, Вањо, еве доаѓам," малку тажно рече Војдан, читајќи ја последната страница од весникот. Сите седнаа на масата. Со ручекот почна и нивниот секојдневен разговор. "Како поминавте на училиште?" праша љубопитно таткото. "Супер," извика Марко, додека Јасмин молчеше. "А ти, Јасминче?" Упорен беше Војдан. "Добро," брзо рече таа. "Само сакав да ве прашам дали ќе ме пуштите вечерва да излезам со другарка ми Марија во паркот." "Па можеш да излезеш, но внимавај, знаеш какви се денешниве времиња," покорно рече Вања. "Да, знам, мамо. Ама благодарам," весело рече Јасмин и почна побрзо да јаде. По ручекот Јасмин се подготвуваше да излезе. Ги поздрави сите дома и излезе низ белата врата, брзајќи да не задоцни. Сепак за Јасмин денес беше еден обичен ден. Сјајните звезди. Беше пријатна вечер. Јасмин и Марија седеа на клупата под старата липа од која паѓаа златести лисја, лулајќи се на палавото ветре. "Колку убава ноќ," се воодушеви Марија. "Нели е прекрасно, Јасмин?" Аха," замислено одговори. "Јасмин, што ти е?" Ништо. "Уф, дојди со мене, ќе ти покажам нешто што ќе те развесели." Тие станаа од клупата. Марија ја фати за раката и ја понесе во една темна шумичка. "Каде ме водиш?" уплашено со трепелив глас праша. "Не плаши се, сигурно не во оваа темница. Не веруваш ли на другарка ти?" Зачудено ја погледна Марија. Тие чекореа низ многу мала, тесна шума, но со зелени и листопадни дрвја. Двете другарки одеа бавно, се слушаше шумолењето и крскањето на златно протеколовиот тепих под нивните нозе. Одеднаш во шумата продре некаква сјајна светлина. Марија тивко и шепна на Јасмин: "Затвори ги очите, верувај ми." Не помина ни минута кога Марија ѝ рече да ги отвори очите. Јасмин занеме. Од темната шума сега се наоѓа во една мала, но тивка и убава ливада. "Чекај да го извадам кебево." Помислив, ако те донесам овде да земам нешто за седење. Го постели старото црвено кебе на веќе пожелтената трева. Тие легна. "Погледни нагоре," прозборе Марија. "Погледни ги ѕвездите. На ова место се најсјајни.
Изгледаат како да се близко до тебе и како да можеш да ги дофатиш. Да, изусти Јасмин. Прекрасни се, но погледни, звезда што паѓа. Помисли желба, извика возбудено Марија. Звезда што паѓа, Јасмин прво се замисли, но потоа во себе си рече: би сакала од овој понеделник па се до недела да ми се исполнува секој ден по една желба. Оваа седмица да ми се исполнат 7 желби. Но дали е тоа можно? Чуден понеделник. Беше утро. Златното сонце полека изгреваше. Јасмин стана од белата и мека постела, но забележа дека часот е 7:50, а во 8 треба да е на училиште. Офлеле, како може вака? Вчера многу се задржав со Марија, да поврзам. Истрча во бањата, се изми, а потоа брзо се облече, отиде во кујната, го следе појадокот, лепчето со мармалад и со цела брзина истрча за да го стигне автобусот. Но за несреќа, кога стигна до автобуската станица, автобусот замина. Леле, па уште ова ми фалеше. Би сакала сега да сум на училиште. Почна да вика и плаче, а со своите нежни раце го покри лицето. По еден миг слушна училишно звонче. Ги отвори очите и што да види. Се најде во училиштето на своето столче во незината училница број 13. Што се случи пак сега, како дојдов овде, ова не е вистина. Може би е сон? Да, сигурно сонувам. Кога дојде Јасмин, од некаде се појави Марија. И Марија, што се случува? Па ја фати Марија за рака. Марија, ова не е вистина. Како дојдов овде? Па не се доискажа Марија, бидејќи влезе наставникот. Јасмин цел час беше збунета, дури и не креваше рака на часот, иако ги знаеше сите одговори. На 4-тиот час, Јасмин ни прати писменце на Марија во кој пишуваше: Марија, после часови мораме да зборуваме. Многу е важно. Дојди кај мене дома. Нешто многу чудно ми се случи. Те молам да дојдеш. Јасмин. Завршија часовите. Марија отиде кај Јасмин. Беа седнати на креветот и разговараа. Но не ми е јасно како може да се случи. Не е можно, беше зачудена Марија. Знам и јас не верувам. Мислиш дека се измислувам, но не, вистина е. Стана во 7:50 и го пропуштив автобусот, раскажуваше таа. Но како е тоа можно? Па не знам, јас сум целата збунета. Тоа се случи кога посакав да бидам во училиште и токму во тој миг се најдов таму и чекај. Велиш дека си посакала и веднаш си била таму? Ја прекина Марија. Да, збунето ја гледаше Јасмин. Па не се сеќаваш ли вчера кога паѓаше таа сјајна звезда од небото, ти си посака желба? Може би си посакала никогаш да не задоцнуваш во училиште или... Не, Марија, не го посакав тоа. Па тогаш... Но посакав цела недела да ми се исполнува по една желба. Може би е тоа, но не е можно. Да, Јасмин, можно е. Како не? Треба да почнеш да веруваш во чуда. Но нема но. Сега цела недела ќе ти се исполнуваат желби. Треба да си среќна. Да можев и јас така. Да, може би си во право. Утре ќе помислам уште една желба, па ќе видиме. И така тие продолжија да зборуваат. А што ги чекаше наредниот ден, во вторник, тие се уште не знаеа. Што е тоа? Немаме веќе време. Се надевам дека ви се допа на првите 3 раскази, односно 3 глави од мојот мини расказ, 7 желби. Доколку сакате да ги чуете и следните, окей, можам да направам уште едно видео. До тогаш, чао!